Благодарам за најавата, а како што и најави гостин во студио 2 во вестите на Канал Вис, Наташа Цонева. Цонева, добре дојде во Канал Вис и добре дојде во вестите. Овој пат си со повод и со причина. Така е. Поводот беше доделувањето на наградите на 18 овој месец во Скопје, во Музеот на Холокаустот на евреите во Скопје. И имавме тема еден месец пред тоа дадена, стигната до училиштето. Холокаустот низ призма на детските очи, и таа тема мене ми е многу привлечна, иако е историска тема. Сепак тоа е еден момент што опфаќа и историја и уметност како филм, нели, да се презентира историјата на еден поинаков начин низ призма на детските очи. Конкурсот... Тоа сакав да споменам. Децата од Основното училиште Никола Вапцаров, токму низ нивните очи, направија филм. Так. Филм за Холокаустот. Пред да продолжиме со разговорот, бидејќи го имаме и филмот и не зазема толку простор, еве нема да заземаме простор голем ниту пак во вестите, бидејќи е навистина убав да се погледне. Предлагам овдека да направиме еден пресек, да го пуштиме филмот, а потоа повторно да се вратиме во студио за да може да поразговараме на оваа тема. Во продолжение, почитувани гледачи, основците од Никола Вапцаров и нивниот краток филм. Се случи тоа многу одамна, во едно далечно време, кога уште верував во сказни, кога бев исплашена и гладна. Толку беа исплашени од фашистичката полиција, па најчесто седавме за нашата или за дневната куќа. Се греевме на мартовското сонце и водевме некакви бесконечни разговори. Да имаше разни јадења, да имаше пита од јаболко, разни чаеви од нане, колачи и се да беше толку. Добро. Толку ли беше за вест? Не. Сега продолжаме. Така, нашите гледачи има можност да го видат филмот. Филмот кој што навистина е интересен, тема која што е навистина тешка, но со труд
и со работа сте успеале да ги сведете на ниво на кое што и самите кажавте, како тие го гледаат низ нивните очи. Тешко ли беше да се направи еден ваков филм? Тешко е да се направи еден ваков филм и воопшто било каков филм, мора да се дадат добри насоки за децата да го доловат моментот, бидејќи Втората светска војна им е фатена во учебниците по историја и во учебниците по македонски јазик, меѓутоа војната добија една поинаква димензија сега со игрите на интернет и така натаму. Затоа прво мораш возбудено да им го доловиш моментот, да им објасниш ситуацијата историска, една трагична слика, трагичен момент од историјата. Конкурсот беше распишан и на литературен, на ликовен и на план на дигитални содржини. Ние учествуваме на трите вида конкурси и овој филм излезе најуспешен. Пуштивме 3 филма и тоа многу различни едни од други. Ангел Спасов монтираше филм со уметничка вредност. Имаше многу убав уметнички текст во позадина и историски слики. Пуштивме филм од Васил Рендевски од 8 одделение, кој имаше типично документарен израз, карактер. И овој филм во кој учениците навистина солидно одглумеа, успеа да добие награда. Така. Ја чувствуваат ли на некој начин историјата преку филмот? Мислам дека се наежија. Так. Штом го постигне, што е ефект да се наеже едно дете, за кој животот е мет и млеко, и се му е пружено, значи мислам дека го постигнавме ефектот. Тие деца се работеа на текст од Бистрица Миркуловска од 6-то одделение, учебник, им беа дадени насоките, еве ви беше војна, беше тоа многу одамна, немале што да јадат, им ја долови в ситуацијата, децата скриени кај евреите, скриени кај нив. И сега децата многу интересно направија со својата волја, ги потикнаа своите родители и на 3-4 пати одеа на цареви кули во природа, за да ги доловат дрвјата кога цутеа багремите, значи да ги доловат дрвјата како цутат, да го доловат тој амбиент на сиромаштија, дури со народни носи, како што видовте, лазаринки беа снимени кога фантазираат да се пие чајче, да се јаде нешто, затоа што ние сме навистина повеќето од нас далеко од тој момент на гладување и сиромаштија. И децата, мислам дека со самото тоа што одглумеа на тој начин како што одглумеа, го доловија Холокаустот низ призма на нивните очи. Имаше тука и голем број на ученици вклучено и многу и родителите се внесоа во таа нивна глума, значи со превоз ги носеа до таму. Јас значи се трудев да ова им го оставам баш како како да го доживеат како забава, а да научат нешто од овие содржини и на крајот при монтирањето, при едитирањето на филмот заедно со ученичките, значи го доловивме тој вистински момент на спојување на тие слики и колку е страшна војната. Докажавте и дека можете да направите и филм. Јас се надевам дека ова само ќе биде една одскочна даска со учениците, со оние кои што навистина имаат волја и чувство за филм, дека ќе направите нешто поголемо. Не волку кратко. Се надевам. Така, ви благодарам што бевте дел од вестите. А ние, почитувани гледачи, продолжуваме со останатите содржини.